Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во емисијата за земјоделците Аграр. Се јавуваме од Штипскиот регион, каде што некогаш имаше многу овчарски фарми, а во Овчеполието е само за пример да ви кажеме дека некогаш имало 100.000 овци, а сега дали има 6.000. Се повеќе се намалува бројот и на оние кои што се занимаваат со оваа благородна дејност, традиција наша, македонска, која што носи добри девизен прилив од пласманот на јагнешкото месо. На оваа тема многу повеќе ќе обрнеме внимание на самиот почеток на емисијата, а има и зошто. Се доцни со исплатата на оваа субвенција, но исто така се доцни со исплатата на субвенцијата и општо за овца која што изнесува 3.000 денари. Добиене аванс само 600 денари, додека останатото ветено е дека ќе се реализира до 20 декември. Токму со подршка на овие одгледувачи на овцинови фармери, ние дојдовме во Штипскиот регион, каде што имаше состанок на Сојузот, Сдруженијата, каде се формулира овие барања, но исто така и следните чекори за наредната 26-та година, кои мерки, кои субвенции треба да се донесат. И уште една молба од одгледувачите на овци. Конечно веќе да се зголеми и цената на откупот на јагнешкото месо, кое што треба да изнесува 320 денари за килограм жива мера. Тоа е за ова божикно јагне, чиј старт започнува од 15 декември, а за наредната година 26-та за велигденскиот шпиц секако очекуваат многу повисока цена, околу 6 евра можеби, за да бидат на исто рамниште како во околните земји. На оваа тема рековме ќе говориме токму на почетокот на емисијата и започнуваме со овчарството. На состанокот, односно собранието, организирано од Сојузот на одгледувачи на овци, се говореше за многу теми. Проблеми што ги маче овој важен сектор. Денеска остваривме средба со сите здруженја од државно ниво и сите сточари од околината. Ова средба се зборуваше за проблемите на сточарите, за останатите неисплатените субвенции. Пред неколку дена имавме средба и со Министерот и директорката на платежна агенција, кои што ни ветија дека до најкасно до 20 декември ќе ни бидат исплатени. На овој состанок разговаравме ако случајно не ни бидат исплатени ветените субвенции, што ќе направиме, како ќе постапиме понатаму. Сите едногласно не поддржија, сите здруженја, сите сточари, ако не исплатат субвенции на утрешниот ден од датумот што ни е ветен, више идеме на протести. Како аванс да не се исплата по 600 денари и сега 1400 денари за горло. Ни е ветено дека ќе ни ги исплатат сега, но не е само таа мерката. Имаме многу мерки што не ни се исплатени. Имаме од 2022, 2023, 2024 за органско производство, за платите на овчари и националната, ова другата мерка што беше. Значи, сточарите се више до одзидот. Сме трпеле до сега, сите сме трпеле, сме имале разбирање, дека сме имале избори, но више нема трпање. Реално не можеме да преживеме. Искрено и јасно сите го искажуваат револтот за неисплатените субвенции, но и за другите проблеми. Да упатиме уште една порака до Министерството за земјоделие, се држиме на нивните одлуки до 20 дека ќе бидеме исплатени со субвенциите. Знаете, настана продлабочување на кризата со исплатата на субвенциите и ред други работи во сточарството, кои заостанаа веќе повеќе месеци. Сточарите се обидуваа во неколку наврати да преговараат со Министерството, како што знаете, и донесоа одлука, еве последната е, до 20 да се исплата субвенциите. Се држиме на тоа, доколку не се исплати, сточарите поново ќе
се соберат, Сојузот на сточари ќе организира собир, па ќе настапиме со нови мерки околу тоа како ќе настапиме понатаму. Исто така ги молиме доколку можат да го извршат исплаќањето барем на оние мерки што се основните, затоа што имаме сточари кои не произведуваат храна, кои се дојдени тука на презимување, значи тие ги чекаат парите за да купат храна, која веќе знаете повисока за 50% од жетвата. И сето тоа доведе до еден колапс во сточарството, каде што помеѓу сточарите секој ден и по пазарите, исто на средби со сточарите, работата е веќе алармантна. Колку што можевне, издржавне, веќе не можеме повеќе, ќе настапиме со поригорозни мерки до Министерството. А ништо ако не ги добијаме субвенциите да одиме на протести, ако се слагаат сточарите. Еве еден апел имам и до министерот, и до премиерот, и до председателката, сегашната нели председателка. Било што било до сега, од сега па натаму мислам дека се трудиме и нема да биде така. Верувате дека овој состанок денеска што е одржан, мислам дека ќе вроди со полза и нема да остане туку така. Има млади дечки што се зафатени, еве јас сум еден од тие. Има многу пари уложено и уште ќе уложувам. Децата ќе ми речат, абе зошто се врати од Швајцарија, 6000 франака плата не се за подценување. Да, ама дали сте биле вие да видите таму како се живее? 24 часа сум на работа, у камионот спијам, јадам, викенд само ќе отидеш дома и тоа дома што си, и тоа си исто кога да си на работа. Паради тоа си реков, викам, вие пари што ги имам, сите пари ќе ги инвестирам во Македонија и сакајки за државата полза и за да си бидам со фамилијата. Сега 16-17 денари јачмен одиш, 9 денари беше јачмен. Значи ако ги земеме ние субвенциите сточарите, си земеме за 10 денари јачмен. А сега треба да плаќаме 18 денари. Сега ни пушта за пашарина да платиме субвенции, немаме земено за 2004. А ни бара да платиме за 2025 пашарина. Ваа година субвенциите требаше да се исплатат во март месец, еве во 25 декември, уште не се стасани субвенциите. Јас како и да е сум уложил многу пари до сега. Мислејќи дека дел од тие пари да ми се повратат оваа година, јас не очекував сите пари да ми ги вратат. Го работам тоа мислејќи дека државата стимулира и сакајќи за да допринесам нешто за оваа држава и да си бидам дел од фамилијата. Ништо, сето тоа паѓа у вода. Овчеполието го носи името токму по овцата, но неја има се помалку во овој регион. Овчеполие е стајано тоа име, дојдено по име овца некога, ама било некога. Сега, за жал, тотално е пропаднато овчарството и не постои веќе. Со многу малку бројка, така да во многу тешка ситуација се сточарите моментално. Со неисплатени субвенции затекнати, уште зборам за 2024-та, треба 25-та да се исплати. Така, со пасишта имаме проблеми, со узорпаци на пасишта, значи со секакви проблеми. Ние доаѓаме, значи така да многу имаме проблеми. А ние годинава исто даваме предлози за програмата за 26-та, колку од тие ќе се усвојат, колку не знаеме, но ние даваме предлози и сакаме тие од полза наша да се усвојат, ако сакаме за да се задржи сточарството во Македонија. А доколку државата нема слух, нема оваа гранка, секој нов да дојде некој да се уклучува оваа работа, не се уклучува. Јас сам од дете, јас сам 40 години, јас сам од мало бебе со овците. И уште таа љубов не можам да ја искоренам према стоката. Инаку, да дојде некој нов, тоа е многу ретко, не да му дава 150 евра, не 200 евра, џабе. Не може тоа да се Ова е фамилиарна работа, што се работе повеќе и со повеќе луѓе сака овцата. Во Овче поле, во цело Овче поле Свете Николе има моментално 6000 овци. На времето Овче поле имало околу 100.000 овци.
Ние, бидејќи сме ограничени со пашата, со тие работи, тука докај 400 до 500 едно време стасавме, али со овие мерки како што почнаа за оставено женско јагне не добиваме субвенции, значи со овие мерки што се скроени, со проблеми со откупот на јагне, цената е катастрофа. Значи цената, ја со копаните се уредуваме, со 220 денари е срамно цената за мислам за јагне. И тоа не е се. Пасиштата се запустени, објектите нелегализирани, а нема ниту државно земјоделско земјиште за сточарите. Јас имам добиено државно земјиште, бидејќи ама не како на сточарски оглас немаме. Значи, за жал, државата, сточарите ги многу тука запостави као сточар, а немаме никаква привилегија, ни на добивање на оглас, ни преку ИПАРТ фондовите да добиеме нешто, значи ние сме оставени тотално од сите програми. Ретко кој од нив добил трактор и друга механизација. Имам преку националната, ама преку националната се многу ограничени можностите, така да има рангирање и така да секогаш паѓаме испод ранг листата, а не можеме да припареме во ИПАРТ фондовите каде има поголема ставка за да можат да се услужат. Најважното и болното прашање е откупната цена за килограм жива мера. Фармерите се прашуваат до кога ваквиот поценувачки однос и до кога ќе се толерира взаимното договарање за оваа цена меѓу неколкуте сопственици на кланиците. Сега ќе почне и откупот за нова година, за празниците. Ние имаме у план како Сојуз идната недела да ги викнеме сите кланици, да ствариме една средба, да видиме дали ќе можеме да соработуваме и да не ја плаќат јагнешкото малце повисоко. Која е реалната цена? Реалната цена треба да се пресмета, но ја мислам дека е испод 300 денара. Нема шанса да остане нешто од тоа према цените на храната. Лани или предлани најдовме еден купец што сакаше да земаше над 20.000 јагнина. Се сеќавам за другата шари од Тетово, за 3 дена ги собира 15.000 јагнина. Ние како задруга, тогаш бев ја секретар на таа задруга и отидевме да разговараме со кланиците да ни колјат услужно. Ниједна кланица, за жал, не прифаќаше да ни коли услужно. И така да припаѓаше тоа. Ова му фали многу на Сојуз или на некоја здружење да имат сточарите една своја кланица, кај што ќе можат да не бидат уценети. Ако ме прашате мене која треба да биде најмалку барем 6 евра. И тоа е како ги гледаме у соседните држави. Не бараме, значи некаде, секаде у соседните држави е барем 6 до 7 евра жива мера. Кај нас е срамно 3,5 евра. Јас мислам дека тоа е нешто неизводливо за да може да обстане оваа гранка. Добро е познато кои се. Не се многу. Велат во Македонија постоело картелско здружување во повеќе сектори. Добро е да се провери дали такво нешто постои при откупот на јагнето, особено кога е сезоната. Ние баравне за живо јагне да се извезува. Уште пред 4 години тоа го баравне ние. Лично ние како здружение го баравне. Пред 4 години претходната власт ни велеше дека имате вие сега во 2024 имате зелено светло за извоз на живо јагне. Тоа ни го велеше претходниот министер. Во Турција не знам за каде, за живо јагне имате. 2024 имате за живо јагне да извозуват. И тоа го и денеска го нема. Доволно е да се види и која цена се постигнува во месарите. За великденските празници достигна до 800 денари мислам јас. А јагнето ни го зема на 220 денари. За Великден, то кажем, во пролетоска. А сега не знам касапница колку ќе биде за божичниве празници. Повторно огромна разлика. Кој тоа го контролира или толерира? Цената на јагнето моментално е ниска цена, 250 денари моментално денеска. Таа е
ниска цена за откуп за божичните празници на јагнето, пред новогодишната цена. Цената испод 300-320 да не види. И малце кланичарите треба тука да застанат. Или, јас имам и предложеното, нека му да стимул на кланичарите тие да ни дадат цената. Нека ги стимулира кланичарите. Дека тие ќе да цената. Да дадат извозна стимулација? Да, нека му да на кланичарите стимулација, државата, дека имате по јагне толку, ама тие да ни дадат вистинската цена. А не да не уценува, пример, дека 50%, 30%, па треба да ги даеш, па големи ти се, па мали ти се. Тука, не знам, треба и државата тука да застане. Од оваа средба излегоа неколку предлог мерки, кои ќе се достават до Министерството за да се вградат во програмата за субвенционирање за наредната година. Прво, субвенцијата за 2026 година се зголеми на 4000 денари за една овца. Субвенцијата да се однесува за приплодните звиски стари до 4 месеци, а некако досега со 12 месеци, при што се губи цела година. А субвенцијата ја добиваат по 3 години, што е демотивирачко за оставање на приплод, велат фармерите. Трето, за оставено јагне за приплод да се даде субвенција од 3000 денари плюс над главната субвенција. Тоа беше многу стимулативна мерка, која беше пред 1-2 година, се плаќаше дополнително за женско зачувано јагно, но сега више не е. Тоа ќе го бараме да го вратиме назад и неколку други мерки. Ние бараме календар на исплата на субвенциите. Не можеме повторно да се соочиме со ваква криза како што доживеавме оваа година. Уште една таква, значи сточарството завршува. Да се разбериме, не е ова друга култура која може да се засади, која може да се собере за неколку месеци, инвестиции во штали, легализиравне штали, вработувавне луѓе, отворивне фирми, па господа, ве молиме, помогнете доколку сме и ние рамноправни државјани на оваа држава, да можеме да функционираме барем некако. Знаете со каков проблем се соочивме со откупот на јагнето и тука не дојдовме до никакво решение. Цената скоро цела година отиде по 210-220 денари за килограм, а имавме барања дека тоа не кошта негде околу 270 денари. Тука сточарите направија големи загуби околу продажбата на јагнето. Исто така со женското јагне. Се укина субвенцијата на женско јагне, стадата се намалени, еве сега ќе видиме, ќе направиме една статистика, ние и како Сојуз, да видиме дали овчарството е во нагорен тренд или одиве во надолна линија. Затоа што тоа ни го обети министерот на средбите, кога дојде на позиција, затекна толку овци колку што имаше и тој со надеж беше дека ќе ги зголеми во овчарството. Да видиме сега дали одиме нагоре или е намалуваме границата на сточарството. Проблемите исто така се со млекото, субвенциите и тука треба да се исплатат. Имаме исплата на субвенции околу повраток за овчарите, кои веќе ги чакаме 23-та тие, па 24-та. Така да сите овие мерки ни се неопходни за да продолжиме да функционираме како сточари. Еве ние како здружение веќе во моето здружение да речам се помлади луѓе се зафаќаат, инвестираат, некои сакаат биле во странство, пробале, му е потешко, сакаат да се вратат, да продолжат да работат. Дајте му можност на тие луѓе, ќе ги донесат парите, ќе инвестираат тука, да седнеме уште еднаш, да се договориме за 26-та, ни е многу важно да му се даде надеж на сточарот, затоа што надежта ние ја изгубивме. Условите 30% од предадено во регистрирани кланици да остане и во 2026 година, а за цената на јагнето Сојузот ќе организира состанок со кланиците, за да се договори откупната цена за јагнето. Членовите на Сојузот бараат од 350 денари за килограм жива мера. Кланично, процентот што треба да се продава у кланица и тоа ние многу уценување од кланиците и сакам да апелирам до Министерството, до сите органи, да најдеме некој модус што
ќе не можат да не уценуваат. Малите стошари што се по села, во руралните села, не немат шанса да имат пристап до кланиците и никој од кланиците нема ќар да иде до село да зема 30-50 јагнина. И така да со ова мерка ги уништиме сите малите фарми. Што побрзо да се донесе законот за пасишта и да се акредитираат агроеколошките мирки, зашто одгледувачите на овци би добивале субвенција по хектар пасиште. Договорите за искористување на пасиштата да биде минимум 5 години. Ние неколку години го бараме ова, не знам зашто е толку спор за државата. Треба да се донесе еднаш закон за пасишта кој што ќе може да доделат за над 15-20 години, за да бидеме сигурни како стошари дека и другата година ние ќе бидеме на таа планина. И да инвестираме за објекти, за мандри немат, има многу сточари што немат мандри. Например, имаш договорот една година, ќе правиш трло, ќе градиш нешто и кога ќе идеш другата година ја пределат на некој друг. Овој потхитно треба да се донесе овој закон. Да се легализираат објектите за огледување на овци и другите придружни објекти. Да се обезбеди струја, вода, патишта и друго. 7. Огледувачите на овци да се вклучат во националната програма за да може да конкурираат за трактори, приклучни машини и мозилишта за овците, а и за козите. Да се организираат обуки на огледувачите на овци 2 пати годишно во март и во октомври, при што освен едукација ќе се разговара и за проблемите и можните решенија, а за таа цел воедно ќе се издаваат и билтени. Во 2026 да се организираат денови на овчарството, да се изготви концепт и стратешки план за поддршка на изградба на модерни објекти за огледување на овци. За решавање на проблемот со волната да се изгради килимара, но да се вратат и старите занаети на плетење и добивање други сувенири. Да се донесе закон за наследна политика и поддршка на младите, кои што се решиле да останат на село и да ја продолжат својата традиција. Многу емотивно и со факти говореше Милена од Кумановско, жена фармер, домаќинка, производител на храна. Лично јас, значи, и моето семејство веќе повише од 10 години сме одгледувачи на овци. Поради љубовта, да речам, спрема селото и така. На една вечера ни текна, ајде сега ќе чуваме овци. Во однос на овој состанок и на сите ситуации до сега што се случува и предходните состаноци што ги имавме со министерот, до сега колегите беа скромни, вакви, онакви субвенции, малку покачувања, меѓутоа добивме ветувања, ништо до сега од тие ветувања. Сточарството целокупно во Македонија е до колапс, можеме да речеме. Сега, прашањето е дали сакаме да ја задржиме бројката на овци што имаме. Веќе тука дискутиравме дека имаме намалување на бројката од минатата година до сега и лично кај мене има намалување. 50 овци намаливме поради намалување баш на мерката со задржано женско јагне. Знаеме дека имаме губиток, стари овци угинуваат и ние не го обновуваме стадото. Додека претходни години тоа не беше случај. Имаш субвенција за задржано женско јагне, го обновуваш стадото и задржуваш. Сега имаме намалување на бројките. Ако зборуваме за враќање на некоја нормална бројка во Македонија, во однос на потенцијалот и капацитетот што го имаме со пасиштата, со ресурсите, со се, треба да имаме абнормално високи субвенции. Зошто? Зборуваме за инвестиции во земјоделство, во овчарство, кои што се со стотици илјади евра. Сите имаме вложено големи суми во механизација, во штали, нели? И ако ја немам подобар профит од било која друга професија, зошто да инвестирам таму? И сега мислам дека е последен момент не овчарството и целокупно и сточарството и за целото земјоделие, значи во Македонија треба озбилно да размисли оваа држава, министерот, премиерот, председателот, апсолутно сите, што сакаа да постигнат. Дали ќе зголемуваме извоз на јагнешко месо, кој што има висока ставка во платниот биланс, да не се лажеме,
и тоа ќе придонесе за целиот развој со прилив на девизи или ќе го уништиме овчарството последен момент. Јасно е се. И овие проблеми треба да се чујат и да се дознаат. Потребна е стратегија доколку сакаме се уште да ги имаме стадата што ја красат Македонија. Тргнуваме од тоа дека ние го сакаме селото, ја сакаме маката, работата. И сите што останавме да чуваме овци, чуваме од љубов. Се мачиме, работиме. Значи сме луѓе кои што сакаме честно да заработиме. И дали тие некои таму кои што треба да одлучат за нас колку да ни се платат субвенции, дали ќе ни се исплатат субвенции, досега мислеа дека ние сме глупави овчари, дека ние сме некои добри со кои што може да се манипулира или што. Овој состанок денеска донесовме сите едногласна одлука дека поинтензивно ќе се здружуваме и здруженијата и сојузот за да ја покажеме нашата сила. Доста време бевме добри луѓе кои што молчевме, чекавме на некаква милост. Мора да се разговара за оваа тема. Представници од Сојузот ќе достават барање до кабинетот на премиерот за состанок со цел лично да го запознаат за проблемите и перспективите на македонското овчарство, но да се достави барање и за средба со председателката на Македонија, каде што ќе се информира за катастрофалната состојба со овчарството и пропаѓањето на македонските села. Дори да ви кажам, ми доаѓа идеја да земам и да се преселам у Србија најозбилно. Да преку 100 евра помина последното зголемување на субвенции во Србија. Мене ако ме прашувате за таа мака и за таа работа од гледување на овци, ја мислам дека најмалку 150 евра по овца треба да биде. Напишавме и тоа да биде дел од предлозите кои што ќе ги дадеме за програмата за 26-та. Апелираме да не слушаат. И да не заборавиме дека речиси сите сакаме и сме научени на оригиналниот вкус на овчото бело сирење. Се помалку го има, а цената расте. И вкусното јагнешко, кое веќе со децении го знаат на италијанскиот, хрватскиот, грчкиот и другите пазари, и носи на државата девизен прилив, чија вредност е веднаш после тутунот, а пред виното. Фармерите се прашуваат каде е кинескиот и пазарите во земјите во арапскиот свет. Но за жал се помалку ќе има извоз, бидејќи како тргнало, тие велат ќе нема ниту овци, ниту јагне, а сирењето можеби ќе остане само спомен кај генерациите што имаа привилегија да го консумираат. Сепак, меѓу гледувачите има надеж дека овчарството ќе опстои. Овцата не само што дава повеќе производи, воедно е и заштитник на природата, а и символ на Македонија. За жал краток е временскиот период кога можеме се да реализираме во емисијата. Знаеме дека има и други актуелни теми за реализација на есенската сејдба, знаеме дека има застој поради грабежите, но не знам дали постои земја каде што во исто време имаме и сејдба и жетва. Тоа се случи во делот на Кочанскиот регион, каде што над 1000 хектари се уште не се ожнеани. И не само тоа, имаат проблеми со дождот и со откупот и со ризовата арпа која беше во амбарите, значи штетите ќе бидат големи. Обилните врнежи и поплавите во Кочанско поле го зададоа последниот удар на оризопроизводителите. Околу 1000 хектари останаа неожнеани. Собраниот род во ноември е со голема влажност и слаб квалитет. Поплавите во Облешево направија штета и на нивите и во амбарите. Штетите се големи, како по неожнениот ориз, така и по имаме поплавени домови, магазини со ориз. Надлежна комисија во општина Чешиново Облешево денови веќе ги утврдува пријавените штети. Оризопроизводителите очекуваат помош и од Министерството за земјоделство. Бараме од комисијата од формирана во општина Чешиново Облешево и од Министерството за земјоделие да излезат на терен, да им помогнат на земјоделците и да пронајдат начин како тие површини да ги обештетат, бидејќи во поголем дел ние работиме површини кои што се на туѓо име. Овогодишниот род се уште не се откупува, а производната цена е утврдена на 23 денари, 4 денари пониска од лани. Сега од реколта 2025 со оризот, значи апсолутно немаме никаков откуп и цените што се нудат откупни се многу минимални, значи од 15 максимум до 18 денари, што апсолутно се далеко од производните цени.
Сега министерот спомна во една прилика, барем според наше сознание, дека производната цена за оваа година 20 динара, што апсолутно не е судејство со реалноста. Со доцнење од неколку месеци почна откупот на ориз за стоковите резерви. Државата ќе откупи 2400 тони арпа по цена од 37 денари за килограм. Годината во лозарството беше добра и по квалитет и по родност, но дали лозарите се задоволни од понудените откупни цени? За смедеревката 18,90 денари, а за вранецот 21,30 денари по килограм. Дали тоа е реална цена и дали се почитуваше? Долга берба имаме. Сезонта за производување на грозје беше одлична, со многу малци болести. Со многу добар квалитет беше самото грозје. Приносите беа исклучително многу добри, неочекувани за нас земјоделците. И од една страна арно поминаме со целата берба. Комбајн го земаме оваа година, сами индивидуално си го земавме, половене, и да намалиме малце од трошковникот што е за производство на самото грозје. Не очекувавме дека ќе има добар квалитет за берба на грозјето и побрзо дека може да го бериме самото грозје, за да искористиме на временските услови и имаме добар квалитет и на самото грозје. Па сега моментално комбајнот е многу повисока цена за чинење што е да се исплате за неколку години, ма за разлика со работната рака многу повеќе менја. Трошоците беа негде за работна рака, за самото грозје за берба, па од 5 до 7 денара по кило. Дашка ни е плюс и превозот до самата винарија што треба да го транспортираме грозјето, а со комбајнот се намалуваат двојно помалци се трошковите. И тоа ни е може наредна иднина што треба секој земјоделец да го има, за да не предоиме у земјоделието, да може да обстанеме со откупните цени, да не остане некој динар печалба плюс. Најзастапени сорти беа вранец и смедеревка. На вранецот беше 21,30 цента, на смедеревката 19,80 денара беше. Откупните цени се спазија отделно на некои винари, што е задоволна на секој лозар, не му е доволно, секој сака повеќе, има да му остане поголема заработка, ама треба да се балансираме и ни спрема условите и пазарот на откуп на вино. Толку може да понуди и пазарот на вино, што можеме и ни да земе дел од винариите. Дел од винариите имаше што се земаше и пониска цената на грозјето. И некои откупувачи беше по редовна цена, па редовната цена беше за исплаќање на самото грозје. Не е исплатено нас грозјето, дел ни имат исплатено уште у почетокот на бербата. Другото останува на рати. Субвенциите од 42.000 денари од хектар речиси се исплатени. Се доцни само кај оние производители каде што постои некој проблем или не е платен водниот надомест. А годинава дополнителна субвенција за предадено грозје нема. Од интервентниот фонд че нема помош за самите лозари. Цената била зголемена за 25% во однос на претходната година. Но прашањето е, кога таа цена ќе се изедначи со откупните цени во другите земји, каде што и се извезува нашето грозје? Какви се таму цените? Во другите држави негде се движи од евро до 90 денара кило грозје. Кај нас моментално од 20 до 40 денара винското грозје. Најмногу застапена темјаниката што се бара на пазарот а плаќат и над 40 денара. Кај нас моментално застапен само вранецот и смедеревката во поголеми количини. И пазарот што го бара за наливно вино, многу ниска цента на откуп. Се движи негде од 55 денара до 60 денара за литар вино наливно. Не може таму да се покача, зашто ќе го изгубиме и тие пазар на европско ниво. Треба да гледаме, се механизираме полесно да ни биде
да имаме помала работна рака на површините, за да имаме печалба. Инаку нема да обстанеме. Со кои се проблеми се соочуваат лозарите? Водата е проблем моментално. Треба се реновират системите за наводнување. Има многу загуби самите, зашто се многу стари системите за наводнување и не стига до секоја површина и вода. Дали имаат предлози за наредната година? Колка ви треба да бидат субвенциите по хектар? Да, индивидуален регистриран земјоделец сум, земе зелена нафта, добро и да има и повеќе. Немаме аплицирано за земјоделска механизација, малце ни се потешки документи за ИПАРД, па и границата е покачена на од 50.000 евра инвестиција па нагоре. И што е нормално, секој земјоделец не може да си го дозволе такви инвестиции да направи големи. У план сме за нов насад да подигнеме. Треба да се адаптираме на условите и на откупните цени на самото грозје, за да можеме да продолжиме напред. И субвенциите зашто ни се намалени од претходно, сакаме да ги вратиме по старо, а и моментално и по старо да бидат по 4.800 по декар. Не можеме да го одржаваме лозовиот насад и бараме негде да биде по 6.000 динара по декар, за да може да биме рентабилни, да може да обстанеме да работиме со земјоделието. И во оваа област, како што велат лозарите, не може да кренат глава и многу посериозно да се зафата со инвестиции. Иако Стефан самиот си купил комбајн за берба дури од Франција, се чуди како ќе излезе на крај и покрај толку земја што вработува. Желба му е и да направи семејна винарија, но тешко е. Ми се надеваме полека, сакаме да напредуеме напред. Да направиме некоја винарија, имаме некој лозов насад помодерен, да може полесно да го обработуваме и намалиме трошковите и не остануваат поголема печалба. Ти има дел од производителите, само треба малце поголем маркетинг и малце да се полеснат процедурите, за да може секој да може да биде застапен на пазарот за продажба. Да не биде од куќен праг, да може надвор да се продава од државата и во маркети да има, да биде полеснително да работи. Извозот на вино се зголемува и достигнува и над 60 милиони евра, не рачунајќи го на винско грозје, што при берба се извезува, а можеше и од него да се добие уште македонско вино и плюс девизен прилив. Така во недоглед се повторуваат годините, никако да тргне, велат лозарите. И овде отсуството на поголема поврзаност меѓу производителите и винарските визби го намалува производството и површините под лозовите насади. Младите треба да се мотивираат и тие самите бараат начин да останат во нашите преубави села. Ова е амфора, негдека 400 литри собира. Убав спомен во овој двор каде што снимаме во Сопот. Млад лозаропроизводител, индивидуален, кој што вложил во производството, видовте на самиот почеток, и со комбајн, бидејќи се повеќе е скапа работната рака. Лозарството и винарството е едниот сегмент, а она што самите лозаропроизводители го велат, таа цена која што ја добиваат е недоволна, бидејќи во околните земји веќе многу одамна таа цена е над евро за килограм и многу повеќе, дури и до 90 денари, зависно од сортиментот. А дали се почитуваше, видовте и вие самите и самите лозаропроизводители знаат откупната цена, имајќи во предвид дека 8% им се одбиваше од купниот профит, ако исплатата биде веднаш, има нели законска рамка до кога треба да биде исплатено целото грозје. И уште еден апел од лозаропроизводителите, онаа субвенција која што има е недоволна за да ги покријат трошоците, таа треба да изнесува најмалку 60.000 денари. Или треба да се разработи добар систем на она што значи добра откупна цена, да бидат реални производствените трошоци за да ги покријат и сопствените. Рековме, лозарството е една тема, тутунопроизводството исто така, знаеме дека добро за сега се одвива откупот, за сега прва класа повеќе, но и таму е таа цена незадоволителна и тие бараат многу повисока
цена за откупот од 600 денари, а не 300 како што велат, бидејќи тука трошоците, особено работната рака, се зголемува. Значи ова сублимат направивме на она што го видовте во емисијата, а веќе нови прилози подготвуваме само за 7 дена. До тогаш останете со здраве.